И ова недела продолжуваме со истражување на нашата мала, но преголема и преубава земја Македонија. Ова недела решив да го посетам Кратово, еден од најстарите градови на Балканот. Во непосредна близина на градот се наоѓа местото Куклица, каде се наоѓа едно од познатите природни знаменитости – камените кукли. Овие ерозивни форми се исто така наречени и земјени пирамиди и постојат овде уште пред да се населат луѓето. Поради интересниот изглед на големите земјени столбови, кои наликуваат на човечки фигури, наредени како скаменети свадбари, целата појава местното население ја нарекува весела свадба. Уау, какво магично место! Што се крие нашата прекрасна земја? Продолжувам во градот, сигурен сум дека и таму има што да се виде. Одам да се сретнам со мојот пријател Стефче, кој ќе ми ги покаже локалните убавини. Здраво, добар ден господин Стефче. Добар ден. Како сте? Добре дошли во стариот град на Балканот. Опа, мило ми е. Вие сте Стефче, како ми кажаа сите луѓе, тој човек што најубаво ќе ми кажи приказните и убавините од Кратово. Ќе кажам, бидејќи сме ние во еден од луксузниот дел на градот Кратово, Каши Бавча, каде се наоѓаат двата борови кои се стари околу 680 години. 680 години? Да. Ау. Кога би ја кажале Добро. историјата, треба да се напише за Кратово епопеја. Бидејќи се два, постоја една изрека: за љубов се потребни двојца, за кавга се потребни двојца. Исто, па да, исто. Дали љубов, дали кавга? Па, тоа е тоа. Ми кажа, има нешто посебни специјалитети што се преубави Ние овде. секако кратовската гастрономија е обемна, напишени се доста, но секако нашата цел ќе биде град на ароматични билки, каде се проба кцената сол од Кратово и Шлегово. Значи, овој дел со ароматичните билки заслужува да биде. Не треба гостите да идат по Индија за зачине, нека дојдат во Кратово. Ја бев во Индија, донесов зачини, ама ако знаев тоа, ќе дојдев директно овде. Навистина, прекрасно место. Најпрво, одам да го видам локалниот пазар, да дознам какви локални производи се продават тука. По пазар сме? На пазар. Нашиот Диснейланд. Здраво, здраво. За мојот пријател. Добар ден, господин. Супер. Све што имате, што продавате овде? Вау, гледам мојо лукче. Мали лукчиња така. Убави. Можам да ви земам така едно лукче? Да го готвам, може? Ајде, едно така да го имам. Зачек. Да ќе се знае, и од кај вас кога ќе го готвам. Здраво, добар ден, господја. Мило ми е што гледам имате овде ова е наут, така се вика? Леблебја или наут. Да. Ова е суво. Тоа е македонско производ или да, се прави во Македонија. А не знаев ти го имавте тоа во Македонија. Се има Македонија. Нема што не. Само ти Македонија е богата држава. Да. Се јади вака? Навистина? Па да. Ема многу убава. Ја не знаев ти наут се јадеше вака? Леблебја. Извините. Да, преработено во леблебија. Преубаво е. Навистина.
Не знам, продавате ли имате суво грозје, имате овде како се вика уште Урма. Урми. Ете така. Сува слива. Сува слива. Што е специјалитетот овде од регионот што го има така како суво овошје и све тоа? Има нешто Па и посебно? слива сува. Сливате од овој регион. Да. И само кајсите, не, малку ладно овде, да се има кајси, за да се Има и кајсијата, али поредко. поредко. А другото све доаѓа од овде. Има кравче. Нема степче. Ова е Македонија преубаво. се има. Да. Ова е преубаво. Можете го споја, да ми дадете едно малу нешто така да. Оризо е Нини. Да. Пуцката е Нина. Супер. Ова е многу оригинал, а мислам да направам нешто на рецета, ќе го ставам вашето наут во рецетата. Многу оригинал ми изгледа. Како се викаш? Да. Марија. Марија. Наут, леблебја. Преубаво. Малку само. Чисто така. Ма не, Да пробате таму сите да пробате. ви благодарам. И со чаша вино. Со чаша вино, со чаша раќа. И тоа оди. Од Супер. Марија. Вила Марија. Овели. Ви благодарам многу, господја. Имајте убав ден. Фала и на вас. Фала ви многу. Се најдобро. Пријатно. Се Ќе ни кажи кога ќе да емисија. Ова ќе биде пак еден дел од наминице, што ќе ги готвиме. Одлично. Господине, здраво. Поштовање, Добар баш ден. ми е драго, господин Марк. Да. Ми требат неколку намирници. Јас почнав со мојата кеса овде во мојата торба да се ја пунам. Треба да готвам нешто, специјалитетот Кратово. Што имате намирница што е посебно за овај град? Гледам шампиньоните. Шампиньоните се од овде, од Кратово? Не. Не. Ама знаете што? Дайте ми 2-3 чисто така да ги имам, оти сакам да направам нешто како една тава, нешто. Ќе видиме. Може ќе ми дојде идејата, ама се знајот си ги купив од пазарот. Не, се знајот си ги купив од пазарот од Кратово. Супер, одлично. Браво. Да. Ќе ми кажете колку ви должам. Што имате уште нешто добро, нешто убаво? Што е посебно од овде? Зелки и такви ствари од овде, да, од Кратово. Кратово, производ имам лук, Лук, кромит, имам, да. компир, Епа кромит и компири. компир, нешто кратовско. Епа, дайте ми 2 кромит и 3-4 компири ако може. Браво, како не може, тама работа. Ќе биде наше задоволство да ве услужиме. Епа, ја ми ќе ми иди задоволство да го готвам. А почнувам да се пуни, ја? Полека, ќе го наполниме, ќе направиме ова рецепт. Повелете, господин Марк. Така, имаме, да, морковче, кромитче. Додаде 2 лукче. Така, 2 Епа. лукчиња имаме. Готвење без лукче Не не пило, оди. така е. Колку ви должам јас? Само 130 денари. Па со задоволство. Знаете колку ќе ми биде вкусна тавата? Ау. Мислам 130, епа точно. Браво, Повелете, господин. многу ви благодарам, да јас сте ви ми благодарам. живи и здрави, да ми се чувате и почесто да се гледаме. Баш ми е драго. Наредната сезона кога ќе поминиме пак во Кратово. Така. И Може? побиштип да минете. Бевне, поминавме во пробиштип. Да, епа да. Како без Наредна мене, пат. како Епа без да. мене тоа не е могуче. Ние одиме преку сите градови од Македонија. А денес сме Посебно ми овде. беше драго да се гледаме. Поздрав. Фала ви многу. Убав ден. Пријатно. Чао. Пријатно. Чао. Фала ви. Има уште многу работи да се посетат тука. Одиме со Стефчо малку да се заблажиме, да собереме енергија за остатокот од прошетката. Здраво, добар ден, господја. Добар ден, Марк. Супер ми е, многу тешко ми е секогаш кога влегувам во една сладкара, оти све ми изгледа преубаво. Многу убави десерти имате. Што е вашето специјалитет овде? Наша специјалитет е значи еклеро. Еклеро ни е најпрочуен, да. Имаме исто така убава штрудла со вишна, баклава со вишна. Имате и бомбици. Да, има бомбици, има чизкейк, баклава со раси, со гриз. Имаме значи трилече, чоколадна торта. Знаете што? Може да ми пакувате малку, не знам, еден еклер, едно нешто и сакам да пробам на вишна таму. Малку ме со вишни така. Може. Штрудлата ме мами. Може? Може. Ајде, ви благодарам. Фала ви.
Нещо посебен леп. Имате исто во Кратово така? Што имате лепче, како леп? имаме ржано лепче, имаме баварско лепче, симитче наше и питарка, тоа е сега нашата пекара. И тоа ќе видам после, ако ќе можете да ми пакувате еден, да го имам за да знам може. што да го трам после. Да, Супер, ајде да така го е. пробам. Штрудата со риш. Многу ми се допаѓа. Ау, како ми изгледа. Ајде да пробате од нашето ефтерче. Стефче, ќе се, Мора да се проба. Да, ќе се жртвиш. Може? Штрудла? Да, јас за штрудата ќе се жртвам, а ти за еклерот. Може. Ќе си го јадиме овде, така ќе гледаме во меѓувреме што имате све на располагање. И ако можете да ми направите на кутија со неколку еклери. Може? Може. Океј. Стефче, ако ти кажав, мора да се жртвиш. И ја ќе се жртвам, а ти штрудлата овде многу ме... Тој е пробал, знае. Ова е преубаво. Да. Мајстор Весна. О, ми пробавте, ама ми спакувавте све. Готово, спакувано се. Одиме. Ви благодариме што бевте наши гости. Повелете. Ви благодарам, господја. Благодариме на вас. Било ми беше Да пазам на... Ова е лепчето што ми кажавте како леп? ржано лепче. Ржано лепче. Да, од нашата пекара. Епа, знаете што? Ова ќе си го завршим на пат, идиме понатаму. Ајде. Ајде, Стефче. Фала ви многу, господја. Благодариме на вас. Пријатно, пријатно. Чао. Кратово, како што спомнавме претходно, е еден од најстарите градови на Балканот. Сигурен сум дека има пребогата историја. Одиме да научиме малку повеќе. Епа, стигнавме до горе, но неколку скалиња има. Има повеќе. Ама на вистина вредеше да одиме овде. Имаме поглед преубав. Овде го гледаме голем дел од Кратово. Или дали го гледаме целото Кратово? Не, еден дел само. Еден дел само. И што имаме овде? Во саат кулата на балконот. Добро. Возле нас е старата турска чаршија. Океј. Тоа е убавата градба. Ние фактички музејот на градот. Музеј на градот, под добро. музејот се наоѓа турскиот затвор. Турскиот затвор. Имаше турски Има затвор турски овде. затвор. Океј. Моментално е во фаза на реставрација, треба да се пушти во употреба оваа година. Океј. Од тука го гледаме овој мост, чаршиски, Аха. а таму е најстариот мост на градот Кратово. Таму е мостот. Да. А мислев ти беше тој. Да, има не. повеќе моста. Има повеќе моста. Знам има повеќе кули, повеќе моста. Тоа е познат Кратово за да. Највисоката кула во Кратово и најголема. И најголема. Затоа го имаше часовникот тука за да сите да го гледат. Некој пат сега не имаме часовник, толку имаме изложба посветена на историјата на градот Кратово. Супер. Да се вратиме внатре, оти малку нозите ми стегат, не сум на рад, верувајте ме. Ајде. Може. Па, да ви кажам,
по-добро се осекам овде на маса. Таму малку ми беше, не знам, сумливо, толку стара кула, балкон, така знам, от имаше реновација и све, ама можете ми стега. Овде сме на рад. Сигурно. Добро. Објасните ме малку повеќе за кулата. Видовте од почнатне од имаме изложба. приземје, има спрат по спрат, има изложба, има нешто по све што се Кулите се градени 14 век, пред да дојдат осмалиите на овие простори. Некој пат биле 13, денеска се останати 6 кули, од Што, кои 13 кули имаше 13 во кули Кратово? вкупно, Вау. денеска 6, од кои 5 од кулите се под управа на музеот на град Кратово, а една е се уште приватна. една е приватна. Има еден што е собственик од кула и си живее во кулата. Не, за негови лични потреби за тебе дрва за складиште. Океј. За тоа. Добро. Зошто да не? Ајде. Имам кула, собственик сум од кула. Првичната Океј, да. функција на кулите била да го бранат градот од осмалиите, а со доаѓањето на осмалиите на овие простори, кулите стануваат места за чување и складирање на родните богатства. Оваа кула како најголема и највисока прави исклучок, пошто тука седел турскиот бек. Турскиот бек. Бек што е како мајор, како Нешто такво, голема добро. титла. Кога си има тоа целено, од почеток на 20 век, кулата станува часовна или саат кула. сад кула, да. Саат кула била до 1970 година, саатот се расипал, никој пат не е поправен и затоа името останува саат кула. Уште го има некаде сатот или никогаш нема да се Немаме. За жал. За жал. Океј. 2007 година е правена реставрација на целосна, комплетна на кулата, со помош на германска амбасада и од тогаш е доверена на под музеот да биде. Океј. Служи, денеска имаме изложба, служи за туристички промоции на Кратово. Браво. Многу ми се допаѓа, навистина. Ако не бевте тука вие да ми го покажете тоа све, никогаш нема да се качев. Не сум голем, не сум голем печач. За мене печачење е мачење, ама океј, Вреди, со вас вреди се се качив, видов се што има и многу интересно е. Навистина, луѓето што доаѓаат во Кратово мора да дојдат овде да го присутат ова кула и да видат све што има. Виждам погледот што го има надвор Порада имаме на овде. чаршијата поредот. Да. Се гледа старата чаршија, архитектурата, музеот, мостовите. Додека во самата кула, приземи имаме, како што ви кажав, нели, неолитска Да, видов, печка, да. стара 5000 години. На првиот кат имаме античко и средовековно одделение, значи изложба од тој период за Кратово, а додека во третиот кат имаме посветена на вториот, фактички на 20 век. Опфатени се двете светски и двете балкански војни. И овде гледам од имаме многу слики од луѓе Ова што се да. свадбени Фамилии, обичаи да. во Свадби. Кратово, значи тек на 20 век, а инаку ова е гостинска соба. Гостинска соба. Тука бегот ги пречекува своите гости или по турски собата наречена миндер. Миндере. Пред пандемијата, ковид, тука имаше опција за гостите доколку сакаат кафе, чај, локум, ракија. Сега тоа го немаме, а простор се користи за снимање на спотови, еве интервјуа. Интервју преме денес, Филмови, па да, да. одлично. Навистина, супер. Многу сум среќен што дојдов овде денес во Кратово и што ми возможивме да дојдеме овде и да го снимаме тоа. Имаме, Браво, фала значи, многу. од понеделник до петок, Да. кулата работи со музичко време, од 7:30 до 3:30, додека исто така е отворена и за сабота и недела, од 10 до 4 можете да се посетат. Епа, кога дојдете во Кратово, пак ќе се повторам, дојдете во кулата. Да. А ние, знаете што? Ќе се симниме. Баш. Тешко беше да качи, мислам си мијето, сега ќе биде малку полесно. Океј? Продолжуваме со прошетката. Одиме во куќата на господинот Стефчо, кој ќе ни спремни нешто многу специфично.
Стефче, стигнавте до вашата куќа, етно куќа, така ве викате. Да, ето, куќе Шанчево. Чанчево. Ми кажавте, оти правите кацана, како викате точно? Кацана сол. Кацана сол. Добро. Овде се намирниците што ги треба за да се прави. Знам оти има многу врсти, да кажам, намирници што се мешани. Можете да ми објасните точно што има внатре? Секако ќе Или објаснам. е тајна, оти знам оти многу Сега- тајни има во Македонија, што да не правиме, да не откриеме нешто сега посебно. Секоја област, дали е Малешевија, дали е Осогово, дали е Пијанац, дали е има своји тајни. Тајни. Добро. Значи, окей. алваџија, кашкаваџија, бомбоџија, кацана сол са семени тајни. Но Добро. на нашата екипа ќе има можност да види презентацијата на кратовска или кацана сол Кацана или сол. шлегово домазетска сол. Домазетска сол. Добро. Окей. Бидејќи иновација го донесел зето. Окей. Многу има. У Македонија многу има. Шарена, Триена, Биена, Да, слушам, секој регион, секој град има посебни рецепти. И секој фамилии, мислам. Да. Дали ќе биде вага, дали ќе биде љуто. Ние секако ќе направиме за нашата екипа, Нешто бидејќи пола-пола. сме у земскиот период, треба да Малку биде љуто. по-љуто. Па да не топли малку. Да. Па да. Ајде кажете ни што има внатре. Значи, наша ќе има можност да се стави, тоа е циганска пипер, позната у нашиот крај. Цигански пипер, ја го знам тоа како везена пиперка. Има повеќе типови на Добро. везанка. Аха. Значи, треба да се стави циганска. Добро. Бидејќи ние правиме од криворечка. Гледаме ти малку подпечена, така да лути малку повеќе да Да, види да. сува. Многу сува. А се стават и како да ми семките и све. Да. Добро. Секако ќе се стави морска сол. Морска сол, добро. Окей. Браво. Мора да има царевка. Царевка, ова е пшенка. Да. Пшенка и таа е подпечена малку. Да, мора Гледам, да биде добро. заради пецањето. Окей. Секако мора да има чубрика. Чубрика. А тоа го знам, тој е значи таа билка или таа овде не е ништо не е свежо од свем. Све што употребате е сув Да. и сушено. Чубрика стави се за арома. Розмарин. Розмарин, добро. Што ставите друго овде? И тоа е чубрика? Чубрика, значи тој са два типа на чубрика, Чубрика? кој има и нане. А и нане, добро. Ово. Осем сите зачини се тоа ги наоѓаме ние преку планината, се наоѓа овде во околината. Да, плавица, горно кратово, се исклучително со ароматични билки. Добро. Секако од ќе се стави мента. Мента. Да. А има нане и има и мента. Има. Што е разликата? Ау, да, многу јако е ова. Да. Браво. Многу во мириса. Ова е. Вау, Джоджон. Джоджон. Кој Кој тој Джоджон? Тоа е познато е у Валандовскиот крај како мирудија, а кај нас е познато тоа е нане. Значи повеќе има типови на Добро. нане. За арома сланутак. Сланутак. Што е ова тоа сланутак? Ама чудни имиња ми давате. Јас што сум готвач, никогаш не ги слушнав овие имиња. Неколку, ама овие ич не ги познавам. Што имате уште? Ставимо мајчина душица. Мајчина душица. Ова ќе биде чудеснија. Навистина. Браво. Сега качената сол што ја правите, во какви рецепти се употребува? Кебапите. Во кебапите се става. Добро. Значи мора да има кебаб, дали ќе биде овчо, јагнешко, облажување на мирисот. Бидејќи се вие у кујната, секако кога се прави например од постарите, дали ќе биде овчо, козјо, облажување на мирис. На мирис. Да. Добро. И сега процесот е А сега се толчи. да. Ама ова... Колку време ќе трае ова? Колку време треба да се толчи ова, додека имаме што треба да кажеме, крајот како треба да За биде... да направиш кило, потребни се 3,5 часа да се одсее, да се направи вистинска кацана сол. 3,5 часа да се толчи така? Да. Ама немаме да ви боли раката? Сега А? мора да има и кондиција, мора да има чаша вино, чаша ракија. Ке мора да се вратиме за 3,5 сати. Ке ни биде тешко. Нема. Знаете што? Се враќаме за 3,5 сати.
да се отресе. Е, ова тежија. 3,5 сати, толчење. Може да се земи. Господин. Производо е готов. Јако. Производо е готов. Готвача мора да проба дали фале сол или повеќе некој да се додаде ароматична билка. Ајде. Овели кој пробал знае. Ова е преубаво. Да. Сега ве разбирам. Навистина, тој вкус го има во кебапите и све. Има, преубаво е. Ова. Ја ќе го земам, ќе правам рецепти со тоа. Мора да се готи со тоа. Навистина, браво. Ви се заблагодарувам, оти навистина ова е нешто што не мислев дека има толку убав со. Ама лути. Ау. Позадирата е топ. А сега дел од екипата ќе има можност да проба дегустација. Ке направиме. Ке направиме тоа. Со една ракија може? Не, ќе видиме. Тоа е за Ова. за шеф. Ова е за мене. Фала. Готвачот треба да каже дали е добро, дали е лошо и да направи Точно ќе направиме убав рецепт да. Ова што ми направите овде? Ми направите софра. Ми кажавте дека ќе пробаме качана сол, ама имаме маса полна. Што е ова? Што ни направите? Со кацаната сол мора да се проба еко јајце. Еко јајце, добро. Ќе се проба сирење кравјон. Ого. Два типа на ржен, пченицен, секако паница од мајсторица Бранка Досе, урда од Да Веста. поздравиме Бранка. Фала многу за питата. Баница, извините, баница. Баница. Да? Урда од Весна Сакулица. И тоа се става, во све тоа се става качана сол. Во овај дел може да се стави, бидејќи Добро. десертот е со джем направен. Окей. Од етно куќа, Валентина. О. И секако Маслинки. маслинката е Ја од ги сакам. нашиот пријател Бранко Дојран. Па го знам Брајко Доран, бев кај него. Да. Супер И човек. Ја ги секако- знам сите тој е. Ракијата е од јабука. Јабука? Да. Ау, тоа е калвадос, како французите го кажуваат. Или кажено нашиот крај, бидејќи има Осоговски регион од село Мушково сливова ракија, има јабукова ракија. Ово е последниот нешто што може да се зачува во Осоговскиот регион. Повелете, Јас ќе почнам со една мала чаша, ба да наздравиме и да почнеме да јадиме. да, А? и секако Навистина мириса јаболка. и Многу убаво секако ми. ќе се проба и сладкото од модра слива, бидејќи нашиот крај знае да направи од дуња и модра слива. Браво. Сладко. Значи семејството без на времето да иде да купува колачи, дали ќе биде јадро, дали ќе биде не мото или било кое, дома мора да има пекмес и мора да има сладко. Супер. Јас ќе почнам со јајцето. На здравје. А ти мора да се јади кога се пие. Ајде. Преубава е. Малку гори така, ама Кој пробал, знае. ова мора да се проба. Навистина, комбинација, ракја, јајце, кацана сол, врв. Одиме со баницата. Многу ме мами така ме. Баницата е со прас. Мало парче така од средината. Пекарите секако има Шаци, Шаро и Цане и Андријана. Мило ми е што се да познавам, ама Треба да се пробат од двата, со кацана сол. ќе ми биде проблем. Знаете што? Уште една малку ракја. Вака се прави? Може? Да. Нека се прејадам. Мислам да продолжиме. Имаме меѓу време. Ќе си лапаме со господине Стефче. А? Да, Ајде.
Кратово е познат и по големиот број на подземни тунели и многу приказни за истите. Одиме да го истражиме и тоа пред да го пробаме локалниот специјалитет. Кулите низ градот сте ги виделе. Да, На времето такви кули биле 13. Сега се останати само 5. Другите се распаднати, се ми кажа 5 кули. 5 кули точно, да. Сите тие 13 кули на времето биле со подземни тунели поврзани и можело се иде од кула до кула, се по земја без да бидат видени и забележани. За тоа се направени тунелите. Да, сега сега што се прашувате зошто ги биле направени. Кратово е бил прв град на Балканот кај што почна да се кова златните монети. Од тука биле пренесувани дури до Дубровник, формирале каравани и ги пренесувале златниците. Веќе имале сознание дека тука се преработува златниците, често пати биле плячкани и ограбувани. Затоа ги направиле овие подземни тунели за да може да се кријат да го префрлат златото од кула до кула, дури и под земја го преработувале. По записи што е запишано, во центарот на градот треба се најдат вакви огромни 3 простории и ден денеска што не се отворени. Може има злато внатре? Во едната треба да стои таа машината, тарапаната што ги ковале златниците, едната треба да е празна, а едната се препоставува дека треба да е полна со богатство, што уште не е извадено. Оке мора да дојдеме да копаме. Можеби да во приватна собственост кај што проаѓаат некаде и ден денеска можеби некои луѓе ги подкупнуваат да стигнат до тие фамозни 3 простории. Океј. Епа каква убава приказна. Не знаевте тоа. А ми само сите од Македонија не го знаат сите. Да. Убаво го научите пак нешто данас. Овој дел од овие подземни тунели, јавно место што може да се посети, ова е само кај нас. Во ресторан, во склоп на ресторанот Алесандрија. Одлично. Дозволуваме на секои гости што ќе дојдат и туристи да ги посетат, да видат, да се сликаат. Значи атракција е, штета е за да биде во Кратово, да не биде видени овие подземни тунели. Ви благодарам. Не е проблем. И знаете што? Чекам од да пробам вашата кратовска пастрамајка. Пастрамајка. Да, правилно. Не се кажува пастрамајка кај вас, не? Не, пастрамајка. Уште една грешка, гледате? Пастрамајка. Ја пробате. Различно кај вас, мислам, се прави со пушено месо. Да, со сушено месо. Сушено месо? Да. Или пушено? Сушено. Сушено. Уште една грешка од мојата страна. Степче, за жал, гледај, газдата, премногу добар човек, ни ја покаже, како да кажам, тунелите, додека тунелите ни ги покаже, гледај, што ни донесо на маса. Што вика? Пастрамајка. Да. Како се прави пастрамајка? Оти многу зафатен човекот, сакаше да... не може. Вестинска пастрамајка е Добро. со кратовско специјално, значи мајсторија, тесто со 250 грама. 250 грама тесто ова. Да. Добро. Океј. И вистинската пастрамајка понапред се правила со козјо и овчо ложено месо. Океј. Со тек на време. Стил со здармаком и како брат така во Радовиш, така нешто, не? Добро. Со тек на време е заменена со пушено свинско месо. Пушено свинско месо. Значи, како еден кратовски деликатес, спомена е во повеќе литератури и од страна на Љубо Ивановиќ, 36-37 година. Значи, како кратовска пастрамајка е едно солидно јадење кој не е дошол, а не е пробал кратовска пастрамајка или кратовски мантии, како да не е бил. Ама се на тој, кад ќе се додаде кацаната со зачин, Да, и вино. Това е вистински. И секако чаша црвено вино. Обавезно, ова е нешто јако. Знаете што, пред да почнеме да јадиме, гледам, отимаме за сите и за моите колеги и све. Чекај, поминавте прекрасен ден. Имам еден поклон за тебе. Може? Може. Имам од нашите партнери, Шато Сопот, прекрасно вино. Бело вино, црвено вино. За друга пастрамајка што ќе јадеш. Повели. Тоа е поклон, да. Имам еден поклон за газдата што не е тука, ама ќе го ставиме на столицата. Да. И кога ќе дојди, ако има време да дојди, ќе го има, ако не, што? Благодарам за направената репортажа. Добро. Овдека имаш кратовска тава и лажичка. За еден готвач е потребно за еден специјалитет кој треба да направи. За еден траен спомен од Кратово. Да ти кажам право, ова ќе го употребам. Ја мислам да направиме на рецепта специфична, со намиристи од Кратово, што отидовме во пазарот да ги земе, тавата ќе ми биде навистина на место за готвење. Ама чекај, витаминка да не ги заборавиме, газдата не е тука, а пак ќе си го земи после. Од срце, ние све што правиме го правиме со срце, со љубов. Исто готвењето, исто тавите, исто пастрамајката.
Вуаля. А сега знаете што? Мислам ти за денес си го завршивме истражувањето во Кратово, ќе можеме да си јадиме. Како секојаш mission completed. Да. Гледајте на социјалните мрежи, YouTube, Instagram, Facebook, секаде сме. Авантурите на Марк продолжуваат наредната недела. А сега знаете што? Екипа на маса да јадиме. Thank you.